Добро вечер, почитувани, вие сте со програмата на Канал ВИС, а во текот на изборната кампања за локалните избори 2021 година на нашата програма ќе имаме представување на сите кандидати за градоначалници, како и советничките листи кои што сите нели ќе учествуваат на овие локални избори 2021 година. Вечерава со мене од независната советничка листа Стига е Стојанчо Велков. Добро вечер, добро ни дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам за поканата и можноста да се изразиме и да кажеме што сакаме да правиме, кога би влегле како советници во нашите совети. Така, честа и наша. Вака, по примерот на повеќе еколошки движења и здруженија и активистите од регионот се обидуваат да влезаат во локалната власт. Што беше примарниот мотив? Како што веќе знаете, како што ви е познато и на цела македонска јавност, веќе 4,5 години се бориме против сулудиот проект рудникот за бакар и злато Иловица Штука. Има многу начини како и да се реагира кога си во советот на една општина за да дојде до спречување, да дојде до давање на негативна оценка за такви проекти. Има многу работи кои што кога сте во советот ги гледате одблиску и одвнатре и на кои ќе можете директно да реагирате и да се залагате во однос конкретно на рудникот, но и не само за рудникот, туку и за другите загадувачи кои ги имаме низ нашите општини. Ние добро знаеме дека добро ни е познато, тоа е наша слика, нашиот секојдневие, колку депонии има, колку се расфрлани и дивите и овие депонии кои што не треба да бидат диви се всушност диви и така натаму. Значи првата иницијалната каписла е тоа што ние стига веќе од тоа од секој од избор на избор кандидатите да ни викаат да ќе нема рудник, не се секирајте, ќе декламативно ќе изјават по неколку изјави, ќе снимат по едно видео и тука останува работата. Нашата цел и нашата акција во однос со локалниве избори е тоа што можеме да ги поттикнеме одвнатре работите, можеме да ги запознаеме советниците, градоначалникот и всушност целата институција општина со тоа колку е штетно всушност да се има еден таков рудник во својот двор. Така. Ајде да позборуваме малце за тоа кои се приоритетите за кои што вие би се залагале. Па вака, ние како иницијатива, како избирачка група се извинувам Стига, имаме 4 основни приоритети кои се исти за сите листи, за Струмица, Ново село и Босилово. Првенствено е рудникот, потоа е загадувањето, општо загадувањето во дали загадувањето на водата и на почвата. Потоа како трета точка е заедничка е тоа што ќе имаме вистинска транспарентност, односно вистински однос кон тоа како се носат одлуките, кога се носат, кои луѓе како гласале, кои од советниците и така натаму. Планираме за секој можен чекор кој што ќе го донесеме како одлука или дискусија, да ги информираме жителите на соодветните општини, за да можат и тие на некој начин да присуствуваат или да учествуваат преку нашите советници, да учествуваат во на тие состаноци кои ќе се одржуваат нели редовни состаноци, па и вонредни состаноци на советите на општините. Понатаму како четврта заедничка точка се извинувам, е тоа дека ако сакаме директно луѓето да учествуваат во промената на нивното место на живење кон подобро, најверојатно ќе мора да одат за некои многу битни прашања со референдуми. Како што имавме локален референдум за рудникот, така да и за некои одредени локални проблеми најдобро е да се случуваат референдуми на кои жителите ќе се изјаснат директно за проблемите што ги тиштат. Но како исто така имаме посебни проблеми. Секоја општина од општина има различни проблеми. Например, јас би можел да зборувам, освен за генералните проблеми, би можел да зборувам и за тоа дека, еве, например, една од третата точка на нашите лични потреби како општина е тоа што Босилово воопшто нема фекална канализација. Значи,
Многу години се поставува тоа прашање, жителите разговараат, има некој нејасен однос меѓу општината и луѓето и цело време некако се влечка работата, како да се остава на страна тоа прашање е всушност многу битно прашање, заради тоа што таа немањето на фекалната канализација продуцира повеќе септички јами, кои септички јами добро ни е познато дека многу загадуваат, особено последните 20 на 30 години, каде што има зголемена употреба на разни препарати во домакинството кои ги користиме и во бањата и во кујната и така натаму, и се поагресивни и поагресивни. И со тоа што преку септичките јами навлегуваат во почвата и ја загадуваат и подземната вода и така натаму. Потоа Босилово како општина, па се надевам, не се надевам, туку мислам и сигурен сум дека и другите села го имаат истиот проблем, тоа е одводни канали. Нашето поднебје, нашата држава имаше пред 30 на години и повеќе во еден друг систем кога живеевме, ги имаше средено тие прашања многу добро. Значи секое село си имаше одводни за атмосферска вода, одводни канали кои што течат до некоја поголема вода, односно до реките. Тоа го имаше и во селата и во на полето на тие полските површини. Сега тоа веќе го нема, тие канали се затрупани и прашање на време е само кога, не дај Боже, ќе дојде некоја непогода, да кажеме поплава, и самата вода ќе не може да се одлее таму кај што треба, туку ќе заврши таму кај што не треба, дали во посевите или во самото село. Исто така ќе се залагаме како општина, како советници, да се направи еден план за пошумување на сите површини кои што се, да кажеме, кои што припаѓаат или на државата или на општината, со цел да се што е можно повеќе дрва да се засадат. Идејата ни е да бидеме да се засадат дрва кои што може да се употребуваат, може да бидат овошни дрвја, може потоа за материјал да се користат или за огрев и така натаму, но битно е, главниот мотив е да ако имаме веќе загадување во воздухот, да садиме колку што може повеќе зеленило и дрва, за да може да се прочистува воздухот, а потоа се разбира би имале и бенефит од тие дрва. Имам уште да зборувам, ако не ви е досадно. Така, ги слушаме, кои ви се приоритетите? Така? Да, приоритет исто, како тоа во склоп на последното е дека би правеле зелени катчиња по селата, кај што и со поинвентивни, малце поинвентивни и различен пристап кон детски игралишта или за место за забава на млади луѓе и така натаму, со кое би биле вклучени и младите луѓе во низ населените места. Од искуството што го имаме во последните 7 дена, затоа што отворивме просторија во Босилово и сите општини имаат, гледам младите луѓе од 7-18 години до 20 и некоја се сериозно заинтересирани за тоа дека треба да има некаква промена во однос на здравата животна средина, па и на други некои нешта кои се однесуваат за нивните населени места. Можам да кажам слободно дека Босилово веќе има една група од млади луѓе која сака активно да се залака надвор, можеби надворот стига и од сета предизборна кампања, но сепак се нудат и за помош и таму, но сепак главното е тоа што таа група на млади луѓе треба некој да ги поведе, да ги врзе, за да можат да ги канализираат своите мисли, своите желби. Треба некој да застане за тие млади луѓе и да се заложи за нив. Да ги поттикне, благодарам на помошта. Да ги поттикне и да видат дека тие луѓе може да се случат всушност промени. Какви и да се тие промени? Ако имаме поголем проблем, тогаш би имале поголемо време за решавање. Ако имаме проблем помало време, но суштината е сите да разберат дека се можни да се случат тие промени ако имаме заедништво. Ако сите силно веруваме во една идеја, ако на сите ни смета депонијата и особено кога гори,
тогаш зошто да не се заложиме да се средат работите? Зошто да не се заложиме да ги правиме нештата по некој европски терк, кој што е позитивен во таа смисла, и да можат да почнат да се решаваат тука работите. Значи има и во прашањата има прашања. Не сакам да навлегувам тоа зошто се случува. Имаме сите некои претпоставки зошто е тоа така, но битното е да се натераат луѓето да се активираат за да можат да го барат она што ги следува од општините и од комуналните предпријатија за да може да се решат проблемите. Инаку, со таква пасивност и со такво, да кажем, не само на луѓето, туку и на советниците, кои, фала Богу, имало сигурно и до сега и луѓе кои што се посветени и од партиите, но некако како да имаме некаква мрачна, темна слика пред нас што се случува во тие совети. Тоа мора да се разбие. И плюс, уште по исто така битно прашање е да почне да се разговара за нештата. Ние добро знаеме, но да биде вклучена и јавност. Ние добро знаеме дека досегашните, како да кажем, досегашното функционирање на советите е генерално се сведува на советник, подпис советник, како што велиме. Всушност советот треба да биде полн со луѓе кои што размислуваат, луѓе кои што сакаат да бидат водачи од некои промени кои ги детектираме сите жители како негативни, особено нели од гледна точка на заштита на животната средина, па и преуредување на нашите простори во кои живееме. Како мислите да се реши проблемот со депониите и за крај како ја гледате иднината во руралните општини? Депониите се проблем, генералниот проблем со депониите е пренатрупаност од смет. Тој смет генерално, да кажем, немаме многу време, дека може да се воведе систем на селектирање на отпадот и носење во откупните пунктови. Со тоа значително би се намалила количината во депониите, а постоечките депонии мора да се исчистат. Иднината во руралните општини ја гледам светла, затоа што е премногу темно сега се што се случува и заложбите кои ќе ги дадеме, предпоставувам, јас сум свесен дека нема да се решат сите проблеми наеднаш, но предпоставувам и знам дека со посветеност и со вистинска заложеност и работа ќе дојде до поголеми светли промени. Така, Стојан, јас многу ти благодарам, толку ни дозволува времето. Ти благодарам многу, ти посакувам многу успех. Почитувани, ние продолжуваме понатаму. Ова беше Стојан Велков од независната советничка листа Стига.